Добра волја и желба за креирање и цртање, ова се условите кои се потребни за да се биде дел од ликовната секција, која функционира во рамките на Сдруженијето за култура Комбајн Арт Колектив. Така вели еден од основачите на Сдруженијето Славчо Максимовски, кој речиси 2 месеци работи со членовите на ликовната секција, која брои околу 15 членови. Поделени се во 2 групи, а секој вторник и сабота можат да се запишуваат и нови членови. Најмладите имаат само 8 години, но според Максимовски, најдобро е децата од рана возраст да започнат со изучување на техниките на цртање и да вложуваат во својата креативност. Најмалата возраст е 8 години, па натаму имаме и од 12, од 13, од 17, па 30 и така натаму. Моментално има 2 групи, два термини кои што се држат часовите. Уметноста е комплицирана работа, затоа е најдобро да се ако веќе некој го има талентот, најдобро е да се почне од рана возраст, да се надоградува детето. Бидејќи речиси сите членови се почетници, во моментов во ликовната секција ги изучуваат основите на цртањето, а откако ќе ги совладаат, најавуваат изложба на сработеното. Затоа што во принцип се деца или повозрасни кои што имале некаква најобична допирна точка со уметноста, не ги знаат основите и правилата, почнуваме од самиот почеток од цртежот, затоа што цртежот и линијата е основата на све што треба да се креира за да биде понатаму прифатливо за тој што треба да го види тоа. Со оглед на тоа што помина само 1 месец, јас сум премногу задоволен од нашите креативни млади деца и сите членови кои што доаѓаат кај нас и се надевам дека ќе бидат секој пат уште подобри и подобри. Во принцип, нашиот план е секој месец или на секој месец и пол да се изучува нова техника и на цртање и на сликање. Имаме здравје Боже во план да се направи на крајот една изложба за сите од сите тие техники нивни кои што они ќе ги изработат до крајот, да се направи една убава приказна, убава целина да се спакува тоа како што треба фина. Покрај ликовната, во рамки на Сдруженијето функционира и музичката секција, односно мултиетничкиот оркестар, со кој раководи Гоце Симоновски.